Елизавета Спасеновска ќе ни објасни каде се наоѓа и со кого разговара. Добро утро. Во следните 10 минути ќе имате можност да го проследите ексклузивното интервју кое што шефицата на наблюдувачката мисија на ОДИХР, Тана де Зилуитен, го прифати да биде наша гостинка во утренски брифинг и го дава ексклузивно, како што кажав, за слободен печат и утренски брифинг. Во тема на разговорот ќе бидат секако локалните избори кои што ги имавме пред 2 дена, меѓутоа и вториот круг од локалните избори, како се течеше пред 2 дена и кои се очекувањата за наредните денови. Добро утро и добро дојдовте во нашата емисија. Thank you for coming. Thank you. It's a pleasure to be here. Ви благодарам, задоволство ми е да сум овде. За почеток еве јас би сакала веднаш да започнеме со разговорот и она што сите ги интересира, меѓутоа можеби дел од гледачите и слушна, какви се забелешките од изборите кои што проидоа во неделата. Maybe some of the viewers already heard, but to start with the question, what everybody is interested in, what are your remarks regarding the elections on Sunday? As we said in our press conference, it was good to see a campaign in which many candidates were able to campaign freely. Како што рековме и во нашата пресконференција, беше добро што видовме дека многу кандидати има можност да ја спроведуваат нивната кампања слободно. We did notice on election day that the new fingerprint machines, the biometric vote identification devices, which had not been tested, did cause problems for the polling staff and difficulties for voters themselves. Забележавме на самиот ден на изборите дека новите машини кои што се употребуваат за отпечатоци од прсти навистина создадоа одредени проблеми за комисиите кои што беа на денот на изборите. Освен овие машини за фингерпринт кои што ги споменавте, на кои други можеби места се појавија недостатоци, каде забележавте најмногу недостатоци при гласањето? Besides the fingerprint machines, where else did you notice some other shortcomings? The shortcomings on election day, because of course we have been in the country since 7th of September and watched the whole campaign. The shortcomings on election day were mainly in counting and tabulation, the final part of the election process, with not all procedures followed everywhere. This did not, we believe, actually affect the result. Исто така некои од недостатоците што можеме да ги споменеме се со оглед на тоа што сме овде во државата од 7 септември ја следиме целата кампања од самиот почеток, можеме да споменеме дека исто така броењето, односно и пребројувањето на гласовите на денот на изборите, исто така создаваше одредени проблеми кога се пребројуваа гласовите на крајот. Би сакала да направиме една компарација, дали се чувствува подобрување на атмосферата и во однос на почитувањето на правилата за разлика од изминатите избори. If we can make a comparison with previous elections, whether do we notice some improvement in respect of procedures? We don't as our methodology, we do not compare one election to another. And in the last elections in 2020, we were not able to do short-term observation, systematic observation in polling stations. Ние како методологија на работа никогаш не ги споредуваме изборите едни со други, но како на пример можеме да ви кажеме дека во 2020 година за последните избори тогаш немавме краткорочни наблюдувачи кои што можеа да ги следат изборите. This was because of the COVID-19 pandemic and the restrictions. Тоа беше секако поради пандемијата со COVID-19 и самите рестрикции. However, as a citizen of the Republic of North Macedonia, I think you would agree that if you look back to perhaps 10 years, but maybe even not so far, it was not as peaceful
yesterday was a peaceful election day and people were free to vote. Меѓутоа, како граѓани на Република Северна Македонија, можеби можете да се сложите дека и Европската унија можеби би се сложила дека изборите сега беа мирни и дека можеби 10 години пред ова или пак дури во минатите неколку години гледајќи поблиску, можеби изборите беа малку и поинакви. Би сакала да се задржиме и на тоа дали сметате дека многу лесно можат да се решат овие проблеми кои што ги набројавте за во иднина, можеби за наредните избори. Дали мислите дека се работи на тоа? Каков е вашиот впечаток? What is your impression whether there is work on improvement of all these shortcomings? What is your impression on that? Well, this is something that we have talked about and will continue to talk about because what we look at as well as what happens on election day is the laws, the rules. And there have been many changes to the law, even some changes just before elections, which created problems. Ние во минатото ги следевме правилата и процедурите, исто така и во иднина ќе продолжиме да ги следиме, се со цел да ги согледаме подобрувањата, но како што и вие знаете и самите дека токму непосредно пред изборите се случија многу промени кои што влијаеа врз самите избори. The last changes to the law did actually adopt some of the recommendations we had made in the past. And we will continue to make more recommendations. However, there is one primary recommendation which I think I can say now is that we are waiting, and I think the voters of the Republic are waiting for an overall reform which makes the law consistent and which is done in good time and to which there is a public debate before. Имаше секако некои промени кои што се случија, кои што беа по препорака на ОДИХР, кои што се случија непосредно и пред изборите, но како и да е, тоа што е примарно да се каже е дека граѓаните чекаат да се случат промени од сеопфатни промени кои што ќе бидат прифатени преку една широка и јавна дебата. Би сакала да вачам и околу застапеноста на жените политиката. Тука сме три жени и сигурно и поголем дел од нашите гледачи ќе ги интересира тоа. Слушнав и прочитав во извештајот дека има забелешка и на ова поле. As I have heard, since we are three women here, as I have heard and read in your report that you also had some remarks regarding the participation of women in these elections. What are the remarks on that? The participation of women in elections is something that ODIHR looks at carefully, always. And we did notice in the campaign that though there were few women candidates running for mayor, very few, out of 312, I think, they were 25. We noticed, however, that the aggressive rhetoric on the media and social media in particular was towards women particularly. Застапеноста на жените во кампањата ја следевме многу внимателно како прашање и тоа што забележавме дека во самата кампања имаше многу мал број жени кои што се надпреваруваа во трките. Вели, ако добро паметам, од 312 само 25 беа жени. Исто така забележавме многу агресивна реторика и на социјалните медиуми која што беше насочена токму кон жените. And naturally, this is something that we criticize. I think it's worth saying that if the election went smoothly, it was thanks to the work of many, many women election
staff. But there were not that many women protagonists at the end of the day among the politicians. And so this is something that maybe voters would like to correct. Исто така и ова го критикувавме, како што споменав и пред малку, но сакам да кажам дека изборите помина погладко благодарение на напорната работа која што многу жени ја направија, кои што беа учесници во изборите, но во избирачките одбори или во целата изборна администрација. Но како и да е, верувам дека граѓаните на оваа земја би сакале да видат многу повеќе жени во политиката на местата, на политичките места. Верувам дека е така и били. Нашето време навистина истекува и би имале уште многу што да зборуваме, меѓутоа мораме да се одјавиме, следуваат и други содржини во програма. Тана, I would like to thank you for coming today. Ви благодарам за денешното присуство. It's my pleasure, it's our pleasure, and we will be around because the mission will remain for the second round. И нам ни беше задоволство, и мене ми беше задоволство што бевме дел од оваа емисија, но како и да е, нашата мисија продолжува, затоа што ќе бидеме овде до крајот на вториот круг. Ние се одјавуваме со овој краток разговор, со интервјуто со шефицата на наблюдувачката мисија на УДИХР, Тана Дезулует.